Приливот на мигранти кои бараат азил на границата меѓу САД и Мексико ги натера властите во Ел Пасо, Тексас, да прогласат военна состојба кон крајот на минатата недела. Оно што го правиме овде е да се подготвиме. Во саботата издадовме итна декларација за да бидеме подготвени, така што секој што доаѓа во Ел Пасо ќе биде третиран со почит. Мигрантите се собираа на границата пред планираното укинување на Актот 42, политика од ерата на Трамп што дозволуваше итно протерување на мигранти за време на бран со итни случаи по јавното здравје, како што е пандемијата на ковид. Актот 42 требаше да истече во среда, но доцна во понеделникот Врховниот суд на САД го суспендираше неговото укинување. Но, иако Актот 42 ќе остане во сила засега, властите во Ел Пасо велат дека ќе продолжат со нивниот план за прогласување вонредна состојба. Тие оценија дека дополнителни средства ќе им помогнат да обезбедат засолниште за мигрантите пред да отпатуваат до нивните крајни дестинации ширум САД. Никогаш не сум доживеал вакво студено време или вакво искуство, но фала му на Бога добро сме, со добро здравје. Жителите на Ел Пасо се обединија да ги поддржат мигрантите кои немаат каде да преноќат, бидејќи засолништата се преполни. Ние сме тука да ги поддржиме овие мигранти кај нас. Тука сме да си помогнеме еден на друг. Ние сме тука да им помогнеме. Градоначалникот на Ел Пасо вели дека очекува уште 20.000 мигранти да пристигнат и да се обидат да влезат во САД преку Ел Пасо во следните неколку дена.